2020-та ВМРО ДПМН е порача. Исправи се Македонија, одбери обнова. Македонија го избра СДСМ, с кој рече можеме уште повеќе, уште подобро. 2024-та ВМРО ДПМН нуди платформа 1198. И остана во сеќавање една ваша реченица од дуелот меѓу вас и господинот Заев во 2019-та што го водев, кога рековте: јас сум како надојден вардар со многу факти и аргументи. Предпоставувам сега надојдеността е уште поголема. Која ви е символиката за насловот на платформата 1198 и нудите на граѓаните да се качат на платформата, за да не се удават во сегашната, како што ја критикувате, и политичка и економска состојба, и ќе издржи ли оваа платформа 4 години да ги носи? Па мислам дека тоа што граѓаните го чувствуваат во моментот и тоа што граѓаните го мислат за актуелната политичка, па би рекол и економска и било каква состојба во Македонија, е нешто кое што е општо познат факт, и ако кажам нешто со кое што јас би искритикувал владата на СДСМ и ДУИ, нема да биде нешто ново или нешто со што ќе предизвикам посебно внимание од страна на граѓаните. Состојбата е таква каква што е, многу лоша, катастрофална, би рекол апокалиптична, и предпоставувам дека тоа мислење тие го кажуваат на јавните анкети и така натаму, и тоа јавноста го гледа. Тоа што ВМРО ДПМН треба и го нуди на овие избори е надеж дека овој лош период, овие 6,5 години, веќе во јуни ќе се навршат и 7, ќе бидат минато и никогаш повеќе нема да се повторат. И во име на тоа, после неколку месечна напорна работа, консултации со граѓаните, со бизнес секторот, со стопанските комори и со други фели, го изработивме овој документ, кој што го именувавме како платформа 1198. Символично тоа подразбира дека таа е бројката на проекти, политики кои што идната влада на ВМРО ДПМН ќе ги спроведи и ќе ги реализира, со што ќе смени состојбата и перцепцијата од денешната реалност во нешто кое што треба да символизира надеж. И ние се обидовме во неделата да презентираме дел од тие политики и дел од тие проекти кои што планираме да ги реализираме во следниот 4-годишен мандат. Некои од проектите можеби ќе треба повеќе од 4 години, можеби ќе треба 6, можеби ќе треба 8, но генералната наша цел и кога пристапувавме во креирање на овој документ беше да понудиме нешто што е реално, а воедно да практично донесеме надеж кај граѓаните дека можело да биде поинаку од тоа што се случуваше изминативе 6,5 години. Дали сме успеале во тоа ќе видиме. Пред нас е неколку недели на кампања и за претседателските и за парламентарните избори. Јас сум убеден дека на начинот на кој што ќе ги презентираме овие проекти, ние ќе предизвикаме чувство каде што граѓаните ќе се надеваат дека еве доаѓаат политичари кои што ќе донесат надеж дека конечно Македонија може да почне да победува, а да престане да губи, како што тоа го правеше овие 6,5 години. Добро. Сакам да се фокусирам на неколку точки од програмата. Обемна е, голема е, но тоа што ми привлече внимание од вашата презентација сакам да го изанализираме и ќе ве прашам и за нешто што очекував да го спомнете, а не го споменавте. Прва клучна промена од изборен аспект. Македонија е една изборна единица, парламент со 90 пратеници. Интересно, како голема партија сакате да им дадете можност на помалите партии да не им се разводнуваат гласовите, да бидат пофокусирани, за да се промени црно-белиот свет. Но, колкав ќе биде прагот да нема тука некоја игра, за да не можат да го постигнат, па да не можат да влезат во трката? Нашата цел е искрена и тоа веќе го повторуваме, би рекол, повеќе години наназад, дека парламентот како институција потребно е својот имидж во јавноста и перцепцијата на граѓаните за работата на таа институција да се смени. Бидејќи изминативе години, за жал, после оние настани кои што се случуваа пред неколку години, кога луѓе се
буквално вадеа преку ноќ од би рекол политички притвор за реализирање на политички цели, па се мкнеа во парламентот, па се создаваа непринципиелни коалиции и така натаму. Во јавноста го изгуби својот кредибилитет. Граѓаните, за жал, парламентот како институција го гледаат, би рекол, онака како што не треба да го гледаат, односно место каде што се прави, би рекол, зелена трговија. Односно, буквално без никаков морал, без никаква етика се преговара, договара. Гледате, во последниве година-две излегуваа едни политичари, влегуваа други политичари, па трети бара памет, срце, душа, натаму, наваму, па влегуваа во влада, излегуваа во влада. Навистина се правеа непринципиелни договори, однесување кое што не доликува на под институцијата парламентарец. И ние цениме дека за да се поврати кредибилитетот на институција, да биде тоа институција законодавен дом за пример, дека треба да направиме нешто со што ќе го рестартираме целиот овој процес и затоа понудивме да го намалиме бројот на пратеници од 120 на 90. Иако, да бидам докрај прецизен, препораките на Венецијанската комисија се поврзани со бројот на пратеници во еден парламент, се поврзани со математичка формула, или да бидам уште попрецизен, тоа е трети корен од вкупниот број запишани избирачи. Што кај нас би дало бројка 121. Значи 120, дури и според препораките на Венецијанската комисија, е бројот на пратеници кои што треба да го има еден законодавен дом. Но, поаѓајќи од искуството на држави слични на нас, зборам и географски, како една Словенија, и културно, бидејќи во одреден период сме биле во заедничка федерација, но и нивото на развиеност, менталитетот, каде што бројот на пратеници е овој кој што ние денеска го предлагаме, цениме дека може да биде бројка која што е прифатлива за нас и за останатите политички партии и цениме дека ВМРО ДПМН може да консолидира во иднина бројка од 80 пратеници во парламентот, 2/3 потребна за да се промени уставот, а со цел да се промени бројот на пратеници во рамките на парламентот. Понатаму вие ме прашавте за една изборна единица. Тоа беше барање на многу помали политички партии. Дел од тие политички партии беа во коалиција со СДСМ, дел од нив останаа во таа коалиција, дел се со нас сега во коалиција и така натаму. И можеби тоа беше точката на поврзување, каде ние политички се, би рекол, согласивме. Цениме дека на тој начин ќе биде олеснето гласањето и на диаспората, гласовите да влегуваат во еден базен и од тој базен понатаму да произлегуваат пратениците. Вие ми го поставивте прашањето околу прагот, легитимно прашање. Многу држави кои што имаат ваков модел, имаат и праг, тој праг се движи, би рекол, од 2,5 до 5%, како што е во Германија, да речеме. Но ние сме подготвени да разговараме, да преговараме и подготвени сме да се договориме. Важно е да го осовременуваме изборниот процес и да овозможиме да имаме уште побогата демократија. Има и држави каде што има и природен праг. Природниот праг, нели, исто така и таму има и држави такви кои што имаат и природен праг, иако јас ценам дека сепак секој политички субјект треба својата сериозност да ја потврди исполнувајќи одредени услови. Дали тоа ќе биде 2, 2,5, 3, 3,5, 5%, ние сме подготвени да преговараме и да се договориме со политичките партии. На тој начин, две барања. Едното е да го повратиме кредибилитетот на институцијата законодавен дом парламент, а со тоа и да ги намалиме трошоците, а од друга страна да го исполниме барањето на помалите политички субјекти и да Македонија биде една изборна единица. Следното прашање ќе го објасните добро. Во парламентот се бара намалување на бројот на пратеници, а во владата се бара реорганизација на министерства. Но се бара отворање на нов ресор за енергетско рударство и минерални суровини, за спорт, младите да мигрираат во социјална политика, трудот да се поврзе со економијата, туризмот, со културата. Тука е Министерството за дигитална трансформација како алтернатива на Министерството за информатичко општество и администрација.
Што е поентата на овие кабинетски екзибиции? Поголема ефикасност или вдомување на партиски војски? Па не станува збор тука за вдомување на партиска војска. Зашто? Затоа што нема и што веќе да се вдомува во Македонија, бидејќи луѓето за жал се иселуваат и например и да посакате денеска квалификуван кадар од некои дефицитарни професии, вие не можете да најдете без разлика дали се партиски определени или не се партиски определени. Која беше нашата идеја и кој беше нашиот мотив и цел кога почнахме вака да размислуваме? Имено, овој состав на владиниот кабинет веќе подолго време е ваков каков што е. И цениме дека повеќе од 2 децени во овој состав некако како времето да е позади нас кога тој бил ефикасен и дека сега, имајќи ги предвид геостратешките светски приоритети, потребно е да иновираме, да пратиме. Ние пред 3 децени се уште имавме по домовите двојник телефон, па чекавме соседот да престане да зборува за да вие го користите телефонот. 3 децени и нешто потоа имаме социјални мрежи, комуникацијата е буквално во милисекунди низ целиот свет и се е поинаку. Се е поинаку. Ако вие сакате современо да ги гледате работите и да се адаптирате на геостратешките токови, тогаш мора така и да действувате. Вие го споменавте Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство. Врвен приоритет во светот е енергетиката. И тоа не е тајна и не е топла вода која што јас сега измислувам. Секаде во светот гледате дека дури и конфликти, и партнерства, и сојужништва, точката на која што тие конвергираат и се поврзуваат е токму енергетиката и енергетските ресурси, текови, трансверзали, вертикали, хоризонтали и така натаму и така натаму. Ние во Македонија енергетиката ја третираме на ниво на оделение или сектор во рамките на Министерството за економија. И предпоставувам никој не знае кои се луѓето кои што управуваат со тие сегменти во рамките на Министерството за економија. Кога вие ќе имате министер кој што на дневна основа ќе се занимава со овие проблеми, тогаш вас нема да ве изненади енергетската криза во обем како што нас не изненади. Затоа цениме дека ваков тип на министерство може да биде соодветно на светските текови, да биде современо и да превенира и одговара и планира енергетски развој на Македонија, бидејќи без енергетски развој на Македонија немаме ни економски развој. Тоа едно со друго поврзано. Го споменавте Министерството за спорт. Впрочем, Министерството за спорт ќе потекне и ќе изнедри од Агенцијата за млади и спорт, со тоа што делот млади ќе биде, како би рекол, дел поврзано со новото министерство, односно старо новото Министерство за социјална политика, демографија и млади, а Министерството за спорт е една нова институција која што цениме дека е неопходно да биде формирана, затоа што во Македонија имаме талентирани млади луѓе, талентирани деца за спорт и нема подобри амбасадори за една држава од успешни спортисти на големи светски надпреварувања, европски, светски првенства, олимписки игри, без разлика дали станува збор за индивидуален или колективен спорт. Од друга страна, најмладите во отсуство на нетрадиционален маалски живот, кој што можеби мојата и вашата генерација го живееше на времето, бидејќи сега некако како да не постои тој маалски живот и она маалско спортување на тревникот пред зграда или во школски и така натаму, цениме дека спортот мора повторно да биде провокација и секојдневие на младите и на тој начин тие израснуваат во едни здрави личности, со здрав дух, со еден витешки дух и на тој начин понатаму тоа они ќе го пренесат на нивните наследници и на тој начин, според нас, не велам дека сум во право, се гради едно здраво општество. Општество не на здрава конкуренција, каде што на витешки начин индивидуите ќе се надпреваруваат една со друга. Министерството за социјална политика, демографија и млади ќе биде практично формален наследник на денешното Министерство за социјална политика и труд, а трудот цениме дека треба да биде поврзано со Министерството за економија, бидејќи работниците и работодавачите некако да бидат во една иста институција, бидејќи сега едното министерство е за работниците, другото министерство е за работодавачите. Мислам, работниците преку синдикатите кои што беа во труд и социјала, а работодавачите беа во економија. И малку сега тоа е, како да кажам, несоодветно, вака ќе бидат на едно место
и односите ќе бидат многу подинамично регулирани едни со други. Министерството за дигитална трансформација, вие го споменавте, но пред да дојдам на тоа, го испуштив делот за демографија. Цениме дека демографијата е многу значена, бидејќи Македонија ја губиме, Македонија исчезнува, не само што се иселува, туку и се помалку млади брачни парови имаме, се помалку дечиња се раѓаат, се повеќе празни училници имаме, и за тоа ние го ставивме тоа како еден врвен приоритет и за мене лично, не велам дека сум во право, формирање на семејство, формирање на многодетно семејство, нормално онаму каде што тоа е возможно, се разбира, представува своевиден патриотски чин. Еднаков на многу други патриотски чинови што треба на едно општество да ги има. Да се префрлам сега на другото министерство за кое што зборував, дигитална трансформација. Тоа министерство кое што ќе има за задача да го имплементира проектот Смарт Македонија или Паметна Македонија. Македонија е паметна, да не бидам погрешно сватен, но цениме дека со една отчетност, со една транспарентност, многу од корупцијата која што денеска се случува во администрацијата на различни нивоа ќе биде превенирана, кога ќе можат граѓаните да го следат процесот и кога тој процес може да биде едноставен, да биде брз, да биде по електронски пат и така натаму и така натаму. Зборам односот граѓанин општина, граѓанин влада, општина влада, внатре во самата влада, институции и така натаму и така натаму. Имаме амбициозен план во рок од 8 години целосна дигитална трансформација да направиме на Македонија. И уште едно министерство кое што е многу важно. Добро. Според мене тоа е Министерството за култура и сега ќе се додаде туризам, кој што досега беше сектор повторно во Министерството за економија. Зошто? Затоа што ако направите интервју со туристите во Македонија, најголемиот дел од нив, како причина за нивната посета на Македонија, ќе ви ги кажат културно-историските моменти и наследството. Практично, ако е така, тогаш ајде да ги споиме тие две работи. Не дека Македонија нема природни убавини, има прекрасни планини, езера и така натаму, но ако најголемиот дел од нив велат поради културно-историското наследство, ајде овие две работи да ги поврземе и да направиме една успешна синергија. И последно, што предпоставам ќе биде интересно за вашите гледачи, е идејата да предшколското образование, градинките, од Министерството денешно труд и социјална политика бидат пренесени во Министерството за образование и на тој начин ќе биде заокружен процесот на образованието на една индивидуа, односно од предшколско преку предучилишно, потоа доаѓа основно, средно, високо и така натаму. Така што цениме дека оваа реформа е неопходна на Македонија за да добие на интензитет некој процес и да бидеме современи да одговориме соодветно на светските глобални предизвици. Укинување на позицијата заменик директор. Балансерот како услов за коалицирање, дигитален попис на населението. Ова звучи убаво, сугерира дека нема да може да се вработува веќе партиска војска, но колку сте свесни дека одите на тенка линија, ако како услов за коалицирање го поставите балансерот, ако се знае дека едно од главните алатки на немнозинските заедници го користат токму тоа за вработување во институциите? Од она што може би во јавноста не е познато, но еве сега сакам да го кажам, е тоа дека балансерот како алатка, како што вие го нарековте, беше донесен бил донесен со цел да практично имаме правилна застапеност во рамките на институциите, зборам на немнозинските етнички заедници. И практично тој својата цел ја исполни. Денес, како ги видите процентите, ќе дојдете до овој заклучок, дека имаме правилна, односно правична застапеност во рамките на институциите од страна на немнозинските заедници. И сега веќе представува товар. Представува товар бидејќи предизвикува фрустрација кај луѓето кои што не сакаат да бидат таму затоа што се дел од некаква етничка заедница, туку затоа што сакаат да напредуваат врз основа на мерит системот и врз основа на своите квалитети. Ако целта е постигната, тогаш зошто да создаваме фрустрација кај граѓаните во Македонија, затоа што навистина не ја гледам потребата од тоа да ние ова алатка користејќи ја создаваме фрустрација кај македонските граѓани. Сега, или сме искрени и сакаме да создадеме општество
во кое што ќе се напредува по мерит системот, односно според квалитетот на индивидуата, или ќе создадеме општество кое што ќе се води по етнократијата. Јас не сакам да верувам дека денешните политички лидери веруваат во вториот принцип. Јас сакам да верувам дека сите ние кои што се занимаваме со политика се надпреваруваме врз основа на програма, идеи, политики, проекти и онака како што ние ја гледаме Македонија. И затоа ценам дека идниот партнер на ВМРО ДПМН во владата, не гледам причина зошто и кој би бил аргументот контра со кој што би настапил, а во делот на тоа да не го прифати ова за кое што ние сега зборуваме, а тоа е укинување на алатката балансер и овозможување на граѓаните во Македонија да напредуваат по мерит системот и врз основа на квалитетите кои што ги поседуваат. Распуштање на судскиот совет и на советот на јавни обвинители. Две важни тела во правосудниот и во обвинителскиот систем. Изборот, освен нивните суди и колеги, го врши и собранието. Тука е потребен исто така вадентер и уште двајца предлага председателот на државата, ги избира собранието. Како до професионалци, кога повторно рака треба да кренат политичари за избор на судии? Постојано полемизирам со гости од политиката, кога се обидуваат законодавната и судската власт да ја одвојат. Да, таа де јуре е одвоена, но де факто пак е некако преплетена кога треба да произлезе од парламентот. Многу едноставно. Еве, вие во самото прашање практично потврдивте дека тие луѓе се партизирани, бидејќи парламентот крева два прста за нив, по предлог на владата или по предлог на председателот. Или по предлог на мнозинството во рамките на парламентот. Доколку сите тие луѓе кои што се дел од таа институција се независни и по буџет, и по начинот на избор, и се избирани од своите колеги, врз основа на себе кандидирање во еден таков процес, тогаш навистина не ја гледам улогата на овие политички елити за кои што вие сега зборувавте. Ако сакаме да имаме независни обвинители и суди, кои што ќе обвинуваат и судат по закон, како држава, треба да ги овозможиме сите услови тоа да се случи. Тоа не значи дека треба да ги оставиме и да не бидат под континуиран мониторинг, за па да не се случи нешто сосема друго, па тие да не почнат по тоа да злоупотребуваат одредени процеси така натаму. Туку едноставно треба да им овозможиме сите тие членови на тие институции да директно потекнуваат од изборот на тие луѓе, односно од изборот на обвинителите, од изборот на судиите. Се останато е двоен стандард и лицемерие. Затоа што точно ако мнозинството во парламентот бира обвинители и судии по предлог на председател, влада или небитно, тогаш тука нема автономија. Тука имаме партократија. Нема тука автономија. И тогаш вие можете попусто да ги распуштате овие институции и по 100 пати, резултатот на крај ќе биде истиот. Довербата ќе биде неколку проценти позитивна и многу негативна. Затоа што секогаш некој кој што има влијание и кој што ги избрал, ќе, ако ништо друго, ја има можноста за да сврти телефон и да побара некаква услуга. Не велам дека тоа го прават или ќе го правиме и така натаму, но не можете вие да се подпрете на партократијата, а да барате автономија. Треба да си биде тоа еден систем кој што ќе биде самодржлив и процес кој што самите тие ќе го заокружуваат, без учество на политичарите, а политичарите ќе овозможат услови и ќе прават оверсајт, односно ќе го наблюдуваат сето тоа како функционира. Специјални регистарски таблички за службените возила за да нема злоупотреба. Ова во контекст на претходното прашање, претходниот одговор. Ке го поврзам малку пинако. Ако станете премиер, дали ќе го тргнете од видик Мерцедесот, за кој што Гордана Јанкуловска одлежа затвор, или ќе се возите во него, за да ве подсетува на едно време што не треба да го правите? Не сакам јас да водам политика која што се темели на ад хоминем или ниски страсти. Си има безбедносни протоколи, што значи, доколку јас бидам премиер, какво е возилото во кое што треба да се вози првиот човек во владата.
затоа што некој многу попаметен и поспремен од мене ги донел тие протоколи на секаде во светот, и ако тоа е дел од тие протоколи, тогаш тоа треба и да се почитува. Нашата идеја е сосема во поинаков правец и во поинаков дух. А тоа е дека има многу случаи во минатото кога функционери владени или луѓе кои што се дел од јавни предпријатија во државна доминантна собственост или целосна и така натаму, или корисници на службени возила во рамките на државните институции, после завршување на работното време, тие возила ги користат за приватни потреби. Тоа е целта да ние, видите, немаме сега некој суд со кој што ќе донесеме веднаш пресуда и така натаму и сега ќе ги казниме и санкционираме. Но судот на јавноста, срамот кој што ќе го доживеат од страна на соседите, пријателите, блиските луѓе, затоа што тоа возило го користа за приватни потреби и користа државни ресурси во суштина за приватни потреби, ќе биде поголема, би рекол, казна, отколку било која политичка санкција која што ќе може некој предпоставен да ја донесе. А инаку јас сум за тоа да имаме безбедносни протоколи соодветни на тоа што треба да ги има една независна држава. Ако тоа подразбира тоа и тоа, ние треба тоа да го имаме без разлика дали сум јас, некој пред мене или некој ќе биде после мене. И мора да ги следиме тие протоколи, затоа што ако од невнимание се случи некоја несреќа, тогаш последиците ќе бидат многу поголеми. И затоа подобро да го спречиме, што би рекле нашите повозрастни и поискусни стари, отколку да го лечиме. Ај сега нешто за лекарите, па ќе одиме на надворешна политика. Ветување за поголеми пензии имате и вие и вашиот политички противник, да нема листи на чекање во градинки, укинување на тарифа за пристапна мрежа, учебник за секој дете од 1 септември. Кога и читаме тувањава, просто не можам да се изначудам дека во изборна програма треба да влезе гаранција дека секој дете треба да оди во градинка и дека секој дете на 1 септември треба да добие учебник, што во една нормална развиена европска држава е нешто нормално. Вработување на 500 доктори и 500 медицински сестри. Господин Мицковски, остана во Македонија 500 доктори што треба да ги вработите? Ајде, ќе го поделам вашето прашање на два дела. Првиот дел, јас се сложувам со вашата констатација дека тоа не треба да биде дел од приоритетите на една изборна програма, кога би била, како што вие рековте, нормална развиена европска држава. За жал, со сите атрибути кои што ги поседува нашата држава изминативе 6,5 години, сето ова кое што е дел од оваа изборна програма не наликува на таква држава каква што вие ја споменавте. Се уште имаме листи за чекање за градинките, децата немаат учебници од 1 септември, некои немаат ни цела учебна година. И сега, ако вие зборувате за демографија, и ако зборувате за семејството, и ако вие зборувате за зголемувањето на фертилитетот и така натаму, морате како држава да ги обезбедите сите услови за сето тоа. Затоа што најголемиот дел од луѓето кои ќе разговарате и кои што сакаат да го зголемат бројот на членови на семејството, велат да, ама што ќе правам утре, ќе ми помине породилното, ќе заминам на работа, нема дете во кој да го чува. Бидејќи листата на чекање во градинки е огромна, или пак ќе треба да бркам пријатели и познати за да некако се обидам да го средам сето тоа. И затоа ние како одговорна влада, доколку ја добиеме довербата, ќе водиме политика, но истовремено за подобрување на демографската слика и стапката на фертилитет, а од друга страна ќе ги обезбедиме сите услови за да немаме таков тип на изговори дека тоа не е така и дека нема услови и слично. И затоа цениме дека во овој момент, во овие услови, во Македонија, тоа представува навистина подвиг. Зошто? Затоа што, повторно ќе ви кажам, не сме таква држава какво што јас и вие сакаме да бидеме. Изминативе 6,5 години, наместо да одиме напред, по тој план ние одевме, за жал, назад. Што се однесува до медицинскиот персонал, да, се слагам со вас, можеби 500 не се доволно, можеби и 5000 ќе бидат премалку, но суштината е друга. Суштината е да ние имаме правилен тип на регионализација во здравството, затоа што денеска имаме големи градови кои што немаат одредени специјалистички
професии, така да кажам, лекари, кои што се, да речеме, педиатри, гинеколози и така натаму. И то зборам за озбилно големи градови во Македонија. Немаат или па недостасуваат ваков тип на лекари. Затоа ние мораме правилно да планираме и правилно да се распоредуваме, затоа ја споменувам оваа регионализација и исто така, ако го следевте оној дел кога зборувавме за здравството, зборувавме дека повторно ќе се врати концептот еден клинички центар и дека нема да имаме повеќе дуализам, еден ваков директор, еден таков директор, кој што во суштина до сега и не функционираше, ќе има одговорни лица за секоја клиника, раководители или ќе видиме тоа веќе во систематизацијата како ќе биде дефинирано, но целта е да имаме еден клинички центар, каде што ќе имаме јасен оверсайт и наблюдување на работата на менеджментот и огромна одговорност доколку дојде до, не дај Боже, некакви злоупотреби слични на ние на УКРО, на Универзитетската клиника за радиологија и онкологија. Сега добиваме информации за други болници кои што се дел од клиничкиот центар, така што имаме озбилна намера да се зафатиме со реформа и тука. Имаме уште 10 минути, а уште 5 прашања, а сакам да ги поставам сите да добијам одговор. Ајде, ќе се обидам да бидам пократок. Пократок. Сега, она што го очекував, а не го слушнав, а не успеав не да го прочитам во вашиот говор за случајно да не сум пропуштал нешто, надворешна политика. ВМРО ДПМН се противни на уставни измени, како што се предвидува со францускиот предлог. Велите дека ќе го репреговарате договорот со Бугарија. Услов за отворање на поглавијата се токму уставните измени. Дали ВМРО ДПМН, ако ја формира новата влада, ќе ги изгласа уставните измени за да може да продолжи европскиот пат на Македонија? Столе, видете, не сме ние политичари кои што сега велеа не, и сега народот ќе ми даде доверба и ние од другиот ден ќе речеме, не важи тоа, сега сме, да, сега ќе... Не, нема да биде така, ние диктати не прифаќаме и тоа сме го кажале. И нема да правиме влада по било која цена. Ова што вие го споменавте, и со балансерот, и со останатите услови, ако некој не ги прифати овие работи и не даде соодветни аргументи, тоа не значи дека ние по секоја цена мора да направиме влада. Не, затоа што ние сакаме да се задимаваме со трансформација на Македонија. Но се вратам на прашањето, бидејќи рековте имате уште 5 прашања, 10 минути. Нема да го прифатиме диктат и нема да го прифатиме овој предлог ваков како што е, затоа што имаме аргументи и сме и кажале многу пати во минатото. Последниот аргумент кој што тотално ги надвладеа, би рекол, изговорите на сите луѓе кои што доаѓаа од Европската унија, тоа беше правилото на консензус кој што владее во рамките на Европската унија и доколку еден е против, тогаш не може некоја одлука да помине која што е поврзана со процесот на проширување. Така, еве видовме дека на декемврискиот состанок на Европскиот совет, дека и тоа е возможно, да еден кој што е против ја напушти просторијата и останатите си донесат одлука и се изгласат. За мене е понижувачки и навредливо, иако морам да им честитам на граѓаните на Босна и Херцеговина, секоја чест и така натаму, иако ние повеќе би рекол од 2,5 децении откако го почнавме овој пат, се уште не сме почнале преговори, еве тие гледам дека ќе почнат, но внимавајте, тие немаат ни усогласена заедничка надворешна политика со Европската унија. Посебно во односите со Руската федерација, бидејќи еден од чинителите и многу значаен во рамките на Федерацијата Босна и Херцеговина има многу блиски односи со претседателот на Руската федерација Путин. И сега тие почнуваат преговори, ние не можеме да почнеме преговори. Малку е дволично. Мислам дека Европската унија треба да дојде и да ни каже што вистина мисли и сака од Македонија до овој народ. Тој народ направил многу за тие европски вредности. Променивме многу работи. Политички кариери, животи се би рекол уништија, поврзано со тие отстапки кои што ги правеше овој народ, македонските политичари и така натаму, верувајки на зборот на европските политичари дека уште ова и готово тоа е завршена работа. Но факт е дека, за жал, тие не си го исполнија ветеното, а за жал на македонскиот народ, многумина од македонските политичари
го исполнија тоа кој што се бараше од нив. И мислам дека тој непринципиелен однос треба да престане. ВМРО ДПМН и јас лично немаме намера да водиме таква политика, затоа велиме ние сме подготвени да седнеме на маса и да видиме и да разговараме што е тоа што македонските граѓани и Македонија како држава може да го очекуваат. Пратенички листи. Да. Овој пат наместо шпицен кандидат и носител на кампања, носител на пратеничка листа. Против кандидат во единицата вие лидерот на СДСМ Ковачевски. Поранешниот министер на здравство Филипче, кого го кандидираа во четворката, вели ке се изненадите од резултатот таму. Ќе има ли некои изненадувања кај вас ме интересира во имиња на првите 5 позиции на пратеничките листи и каде очекувате најголемата битка? Па видете, не знам јас, господин Филипче, што подразбира под изненадување, но некој ќе биде изненаден. Сега, ќе дојде бргу и 24. април, ќе дојде бргу и 8. мај, ќе видиме кој е тој кој што ќе биде изненаден. Не мислам дека ние ќе бидеме непријатно, мислам дека пријатно ќе бидеме како политичка партија, но ајде да видиме. Ајде да видиме, граѓаните се тој суверен кој што треба да одлучат. Каде и како ќе се движат овие текови. Инаку изненадувања, утре имаме состанок на извршниот и централниот комитет на партијата, ќе бидат соопштени листите на пратеници, очекуваме убедлива победа и мислам дека ќе водиме една позитивна, пријатна кампања која што ќе има за цел да предизвика кај граѓаните чувство дека сепак има надеж, дека ќе има надеж за Македонија и за македонските граѓани. Дел од помалите партии, доскоро коалицијски партнери на СДСМ, решија повторно да се вратат кај вас. Лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски имаше една барем за мене интересна изјава. Причините се идеолошки. Ветено ми од Мицкоски дека нема никаква врска или соработка со Груевски. Така ли е? Не, видете, јас многу тешко ветувам и тоа што ќе го ветам, тоа го остварувам. Дали ја имам врска со некој или немам врска со некој, мислам дека за мене е навредливо да се воопшто коментира. Луѓето што ме знаат дека мојата политика е автономна, политика во која што врз основа на многу консултации со многу соработници и луѓе кои што се во и надвор од политиката се консултирам и така ги носам одлуките. Инаку политиката не е поврзана со личности, не е поврзана на тој начин идеологијата на партијата. Идеологијата на партијата е многу јасно. ВМРО ДПМН е демохристијанска партија, членка на Европската народна партија, промовира европски вредности, така натаму и така натаму. Тоа се идеолошките пилари столбови на политиката на ВМРО ДПМН. Инаку таков тип на, како што вие велите, ветувања, нити давам, нити поимам намера да разговарам на таа тема. Инаку, после ние последни случувања, знаете, тогаш со господинот Груевски, јас ниту сум го споменал, еве сега вие да не го поставивте прашањето, немаше воопшто ни да го споменам. Раководството на партијата води автономна политика. Таа политика партијата од пред 6 години во состојба каква што беше, денеска донесе во состојба каква што е, да биде најголемата политичка партија. Последен добиен изборен циклус, локалните избори, првиот и вториот круг, убедлив, историски би рекол, се наоѓа на прагот на еден уште еден таков двоен триумф. И ние сме горди на сето тоа и ќе продолжиме во тој дух да водиме политика. Сите тие кои што препознаваат дека тука може да се пронедат себе си се добре дојдени. Сите оние кои што препознаваат дека се овие вредностите кои ги споделуваат се добре дојдени. Немаме фрустрација, немаме кон никого анимозитет, никого априори не отфрламе, со секого разговараме и тоа е практично начинот на кој што треба да се води современ политички диалог. Јас во една прилика кажав дека во политиката вратата никогаш не се затвара, секогаш треба да се чува подотворена. Одлично. Моето последно прашање. Да. Решени сте да ја испратите дуи во опозиција,
се формираат два фронта, незидниот европски и вреди што го предводат Меджити, Таравари и Гаши и Бесими. ВМРО ДПМН во 2006 година се обиде со ДПА, но од 2008 мораше повторно да се врати со ДУИ. Дали вратата сега останува подотворена и за ДУИ сепак ако победи во албанскиот блок? Со ДУИ имаме принципијално разидување. Принципијално разидување затоа што тие го напуштија принципот победник со победник. И тука веќе имате принципијално разидување и кога имате принципијално разидување, тогаш многу тешко можете утре да соработувате на било кој основ. Јас мислам дека, или да речеме, прилично сум сигурен дека на следните избори разликата која што тогаш беше помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во бројот на пратеници, сега ќе биде таква разликата, дури може би и помала, и дури ценам дека врз основа на таа навигација од анкетите што ја имаме, опозицијата албанска практично, условно кажано, ќе совлада коалицијата предводена од Демократската унија за интеграција и дека заедно со албанската опозиција ќе можеме да градиме држава и општество онакво какво што треба да биде. Благодарам што бевте гостин во Централниот дневник на МТВ. Благодарам на можности и се надевам дека го задржавме вниманието на вашите гледачи. Благодарам уште еднаш.